Ние сме единствената држава во Европа каде што економијата во 2017 година е во стагнација. Не можеме да кажеме раст, него велиме во стагнација бидејќи е 0%. Бев во Унгарија, седнав со премиерот Орбан, вели 5% економијата на Унгарија порасна. Бев во Бугарија, вели 4%. Во Америка се фалат овие што се и во Бела куќа и во State Departmentот викаат нема подобра година за американската економија од 2017 година. Германци од кабинетот на Меркел не посетија, вика имаме суфицит 32 милиарди евра, не знаеме што да правиме, фантастична година. Само ние веднеме глава, се срамиме, гледаме надолу, не знаеме што не слашно. Мислам, ние знаеме не снашло цунами заев, ама не знаат они што не слашно. Значи имаме една катастрофална ситуација, ветуваа 5% раст, а обезбедија 0%. 0%. Катастрофална ситуација во економијата. Ветуваа 30.000 денари плата, успеаа на сила да наметнат некаков си минимум, при тоа вештачки да ја подкренат за 1-2% платата и никако над тоа да мрдне. Ветуваа 100.000 за докторите, сега не само што и нема 100.000 плата просечна, него и таа што треба да им ја покачат, наместо 10 ја намалија на 5%. Катастрофа и омаловажување на секој чекор. На пензионерите им ветуваа поголеми пензии и тие што треба законски да им ги дадат, и тие не им ги даваат. Велат доцнат субвенциите, ќе доцнат нормално, гутна буџетот за цели 200 милиони евра. И како што гледате, никој не сноси одговорност. Имаме странски инвестиции, катастрофална ситуација. 100 милиони помалку од 2016 година, која патем речено не беше најдобра, туку подпросечна година. Тука вака помалку сатирично ќе кажем еден пример на успешна странска инвестиција и за која што треба да им се честита на Зоран Заев и останатите. Тоа е купопродажбата на компанијата на вице-премиерот на грчкото електростопанство. И тоа е една добра, успешна странска инвестиција која на вистина донесе додадена вредност но во џебот на Андјушев и можеби на Заев. А на сметка на тоа ги продаваат државните национални интереси на радиоемисии, лицитираа со иднината на оваа држава и така натаму. Гледаме како полицајки се омаловажуваат, како се скаруваат, а потоа и само повредуваат од пајаци, па сето тоа вака театрално со многу трилери се представува на македонската јавност, се понижува капацитетот на македонската јавност. Тоа не смееме веќе да го дозволуваме. Тоа, дали ние ќе го дозволиме или не, зависи од нас самите. А за да тоа не го дозволиме во иднина, треба да го поразиме тука, на лице место. И не го зборувам ова како председател на ВМРО ДПМН и човек од ВМРО, кој што можеби најповикан да зборува за оваа тема, него го зборувам и како загрижен граѓанин, како универзитетски професор, чии што раце и кредата во рака му поминале илјадници студенти, кои што ги учео за една поинаква Македонија. За жал, реалноста во нашата држава, после овие 10 месеци цунами Заев, е таква каква што е.